Оваа емисија на Агенда 35 ја посветуваме на туризмот како една од најпогодените гранки во пандемијата. Анализираме колку ова може да биде шанса за домашниот туризам. Објаснуваме што значи пандемијата за туризмот на европско ниво. А имаме и интервју со министерот за економија Крешник Бектеши. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате. Дури половина од светските туристички патувања се на европско тла. 27 милиони вработени во европскиот туризам се први на удар на кризата. Главните светски туристички дестинации се уште се двоумат кога и како ќе се отворат за странски туристи. Ќе заживеат ли домашните летувалишта? Разговараме со директорот на Агенцијата за промоција на туризмот Љупчо Јаневски. Интервју со министерот за економија Крешник Бектеши. Останете со нас. Пандемијата со коронавирусот ги затвори границите за патување во странство, но отвори можност за развој на домашниот туризам. Додека земјите од регионот и Европа, кои што години наназад се главни туристички дестинации за македонските граѓани, се уште се двоумат кога и како да ги отворат вратите за странските туристи, експертите велат дека тоа е шанса повеќе да заживеат домашните туристички центри. Според директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Љупчо Јаневски, лани половина од вкупниот број на ноќевање во државата биле од страна на домашните туристи, а на дестинациите каде што патувале просечно останувале по 4 ноќи. Во исто време, 300.000 граѓани во 2019 година патувале надвор од државата, па се проценува дека во овие услови голем дел од нив би можеле да ги заменат патувањата надвор со патување кон некоја домашна туристичка дестинација. Освен езерскиот, Јаневски вели дека голем потенцијал за развој има и планинскиот и алтернативниот туризам, бидејќи околу 80% од државата е покриена со благи планини и има 1200 км пешачки и планинарски патеки. Тој вели дека кризата со коронавирусот ја овозможи на државата да види кои се силните, но и слабите страни на туристичката понуда и потенцијал. Корона кризата ни овозможи да работиме оперативно, да видиме кај ни се добрите, јаките страни и слабите страни. Би кажал дека 2019 година јаката страна е тоа што 51% од вкупниот број на ноќевања биле од домашни туристи. Или во дестинацијата просечно останувале по 4 ноќи. Тоа е одлична бројка. За да бидеме оптимисти, доколку дозволи состојбата, ние повторно да го повториме тој. Таа бројка, секако тој успех би кажал, бидејќи од прилика 38% биле домашните туристи од вкупниот број на туристи кои што ја посетиле нашата дестинација во 2019 година. Според Јаневски, мора поактивно да се работи на развој на домашните дестинации и да се осознае потребата на туристите. Апелираше општините и регионите да ги обноват своите регистри на сместувачки капацитети, за да се знае со што се располага на терен. Ние имаме одлични услови за алтернативни форми на туризам, ние имаме одлични услови за развивање на екотуризам. Тоа треба и да го правиме во наредниот период. Требаме се повеќе да се трудиме дестинациите да ни бидат одржливи. Ако говориме дека 38% од туристи генерирале 51% од ноќевања, треба да се фокусираме на тоа поле, а дополнително да бараме такви целни групи и профили на странски туристи кои што ќе го практикуваат алтернативните форми на туризам. Ние имаме прекрасна природа. За алтернативниот туризам изминатите години се создавале стратегии од кои произлегле одредени туристички понуди, кои веќе се имплементирале на пазарот. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во 2018-2019 година обележи голем број на карпи за качување. Тоа е еден сегмент од алтернативниот екстремен туризам. Се повеќе и повеќе издадовме можности да имаме автокампови во државата. Работиме на повеќе проекти заеднички, но и регионални на кои што ги сврзуваме дестинациите. Причината за недоволниот број на проекти кои ќе ја подобрат туристичката услуга, Јаневски ја гледа во недоволните човечки ресурси, односно капацитетите на самите општини и региони да може да менаџираат со тој процес. Ни недостасуваат destination management организации кои што на микро ниво ќе се грижат за дестинациите. Во тие дестинации се имплементирани сите чинители стейкхолдери кога е туризмот во прашање. Ако ги немаме нив или ако за многу брзо време не ги создадеме, тогаш нема да го знаеме фокусот на самата дестинација и капацитетите кои што истата ги има. Јас се надевам дека во многу брзо време Законот за туристичка дејност ќе ги предвиди и ги предвидува и истиот понатаму ќе донесе дополнителна свежина во туристичкиот сектор токму кај нас. Се надевам дека Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе
ќе израсне во национална туристичка организација и ќе преземе дополнителни одредени ингеренции кога се законските легислативи. И во многу брзо време ќе создадеме туристички инспекции и туристичка полиција. Заеднички сите да отидеме чекор поблиску до европските и светските практики. Според Јаневски, оваа година летните одмори ќе ги карактеризираат кратки патувања со автомобили во познати дестинации кои нудат убава природа и гастрономија во семејна атмосфера. Патувањата не се возможни. Авионите се приземјени. Ако 2019 година 57% од вкупниот број на патувања во светот биле со авиокомпании и авиолетови, тоа веќе го немаме. Многу ретко или воопшто ќе го немаме за во овој период, во јуни, можеби, дај Боже и во јули, да почнат да се стартуваат чартерите кои што ќе бидат многу дискутабилни од повеќе прашања. Затоа што се уште нема одредени мерки за тој тип на патување. Патувањата, според мене, оваа година ќе бидат обележени со кратки патувања, со автомобили, во себена атмосфера, а исто така тоа ќе се случува пред се во познати дестинации кои што располагаат со убава природа, потоа со гастрономија, рурален екотуризам. Тоа се оние потенцијали во кои што можеме да говориме за 2020 година. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе започне со подготовка на маркетинг кампања Дома си е дома, во насока на промоција на македонските атракции, подзаборавени дестинации и оние што добро ни се познати, но вреди повторно да се посетат. Целта е да се поттикнат домашните туристи да посетуваат домашни локалитети, да направат неколку дневни екскурзии или да се одморат во недопрените рурални предели. Дома си е дома од повеќе аспекти. Дома си е дома да ги почитуваме мерките, но дома си е дома колку дозволува времето и се останато да го поминеме нашиот летен, можеби викендите, можеби и есенски одмор токму во дестинацијата. Ние ќе понудиме голем број на дестинации кои што се откриени, малце откриени, ќе понудиме нови форми на туризам, ќе овозможиме активен, рурален, семеен туризам, археолошки туризам, еногастротуризам и ќе овозможиме на таков начин двострано да ги мотивираме и туроператорите кои што треба да се прилагодат, да не им се веќе толку фокусите кон странство, бидејќи оваа година голем број на аранжмани се одложени и дополнително да се фокусираат за домашниот пазар. На тој начин ќе се овозможи дополнително, неколку пати го повторив, дополнително сегментот дека треба да генерираме повеќе од 2 милиона ноќевања. Со фактот дека ќе имаме поголем број од 2 милиона ноќевања, тоа значи дека ќе генерираме отприлика од 250 до 300 милиони долари девизен прилив или прилив од туризмот во македонската економија, кој што овој момент секој ден е многу значаен. Иако се чини дека можеби добро си ја познаваме државата, сепак постојат одредени места кои што треба да бидат откриени. Важен сегмент во ова се развиената инфраструктура, условите во сместувачките капацитети, како и понудата на содржини. Кризата е одлична можност државата да се сврти кон својот туристички потенцијал и да увиди што е она што недостасуваше изминатите години. Кога велат дека кризата може да биде шанса за некои економски сектори, тогаш туризмот е еден од нив кој што може да профитира во овие услови, вели министерот за економија Крешник Бектеши. Иако очекувано бројот на странски туристи се намалува, министерот вели дека домашните туристи може да надоместат и да ги наполнат туристичките капацитети во земјава. Имајќи во предвид дека моментално затворени се и границите, има детални протоколи кои треба да се следат од страна на сите тие што патуваат. Повеќе од вистина е дека е отежнато привлекувањето на туристи и ќе падне бројот на странски туристи ова година во нашата држава, а претходната година и неколку години поназад имавме во континуитет раст на странски туристи, но не само и на домашни туристи, затоа во таа насока веќе се подготвуваат мерките за поттикнување на домашниот туризам, да ги искористиме сите наши домашни капацитети, се со цел и ова година да се обидеме да се приближиме до бројот од 420.000 туристи домашни во нашата држава, кои ќе направат повеќе од 1,6 ноќевања во нашите хотелски капацитети, но истовремено паралелно да ги помогнеме и угостителските капацитети во нашата држава. Министерот Бектеши вели дека државата веќе разгледува повеќе начини како да го поттикне развојот на домашниот туризам и не само во обичајниот летен и зимски одмор, туку и останатите видови на алтернативен туризам. Ќе ставиме акцент на овој вид на туризам, се со цел нашите граѓани да имат што повеќе алтернативи, но истовремено да ја користиме ова криза како можност за нашите граѓани, но истовремено и навиките да се менуваат, да не одат само на
летен или зимски туризам, како што е посетување на Пова, Шапка, Маврово, Охрид, Струга, Дојран, Ресен и слично, но истовремено да ги гледаат, да ги посетат и нашите други убавини што ги има Северна Македонија. Но Бектеши вели дека со ребалансот на буџетот, оваа сума за поддршка на туризмот ќе се зголеми повеќе од двојно. Моментално ние подготвуваме како влада и ребаланс на буџетот и сега ќе бидат предвидени уште повеќе средства, значително поголеми средства за поддршка на најпогодените гранки, би кажал, во моментот од COVID-19, како што е туризмот, угостителството, но истовремено и транспортот во делот на патници. Ние веќе како Министерство за економија носевме една одлука каде што им овозможивме на сите тие граѓани кои веќе купиле различни аранжмани да им дадеме обврска на сите туристички агенции, на сите туроператори да им дават ваучери во истиот износ за тие да можат да ги користат после, но истовремено да можат да ги користат ако аранжманот е направен за странска дестинација, тој ваучер да го користат за домашна дестинација. Ние претhodно и во буџетот на Агенцијата за туризам и во Министерството за транспорт и врски сме реализирале неколку мерки за привлекување на странски туризам, како што се low cost airlines, субвенции за туроператори, за инком туризмот, но моментално имајќи во предвид и сите забрани и затварањето на границите, секако дека тие мерки ќе се пренасочат на привлекување само на домашни туризми, но истовремено да ја стимулираме и потрошувачката во гранките што веќе ги наведов, како што е хотелиерство, гостилство и транспортна паста. Бектеши вели дека државата веќе преговара некои неискористени фондови од ЕУ и Светската банка да се пренамена токму за поддршка на туризмот. Ние сме во разговори истовремено и со делегацијата на Европската Унија, со Светската банка, каде што има неискористени средства од програмата за локална и регионална конкурентност во делот на туризмот, програма што беше спроведувана од страна на ИПА-2 компонентата. Таму значи има неискористени средства. Ние тие средства ќе ги релоцираме во фондот за туризам, каде што нема да даваме директна помош до граѓаните преку тие средства, но ќе им даваме помош на нашите општини, на организациите, на нашите приватни компании во делот на секторот туризам, се со цел тие да ги подобрат нивете услуги за нашите домашни туристи во периодот што следува. Европската Унија финансира, донира, ги поддржува земјите во развој како што е нашата држава, што се однесува до меѓуграничката соработка, што нас ни дава дополнителен можност да ги олесниме патувањето на нашите граѓани и на нашите соседи, а со тоа секако дека да привлекуваме што поголем број на туристи. Ние веќе имаме и грант од Европска Унија обезбеден, кој што ќе ги користиме за поддршка на микро и мали компании, каде што секако дека ќе бидат вклучени и компаниите кои се од делот на туризмот и угостителството, но истовремено сме во преговори за тој грант да се зголеми и да се обезбедат што повеќе средства. Ја можам само да најавам дека во третиот сет на економски мерки секако дека ќе има значителна сума за која ќе биде одредена од страна на Министерството за економија, се со цел да се поддржи секторот туризам во нашата држава. Инаку туризмот во земјава придонесува околу 5% во бруто домашниот производ или по околу 260 евра по жител. Со тоа земјата е рангирана меѓу оние со најмали приходи од туризам. Ограничувањето на патувањето поврзани со пандемијата на коронавирусот ја нападнаа туристичката индустрија, главен играч во економијата на Европската Унија. Се очекува приходите да се намалат за 50% за хотелите и рестораните, 70% за туроператорите и туристичките агенции и дури 90% за крстарењата и авиокомпаниите. Дури половина од светските туристички патувања се токму во Европа и ситуацијата е особено тешка за оние членки кои зависат од туризмот, како Шпанија, Италија, Франција и Грција. Според Светската туристичка организација при Обединетите нации, заклучно со 20 април, 100% од светските туристички дестинации вовеле привремени ограничувања за патувањето, како одговор на појавата на пандемијата, и ниту една земја досега не ги намалила овие ограничувања.
Многу патници се обидува да се вратат дома, додека бизнисите во туризмот се соочуваат со сериозни проблеми со ликвидноста, бидејќи има многу малку нови резервации и голем број побарувања за наплата по откажувања. Воздушните превозници особено се наоѓаат под притисок. Бизнисите и работниците од туристичкиот сектор веќе имаат корист од мерките на Европската унија, преземени како одговор на кризата COVID-19, вклучувајќи поддршка за ликвидност, фискално олеснување и олеснување на правилата за државна помош, како и привремено суспендирање на правилата на Европската унија, на слотови на аеродромите за да се избегнат празни летови. За да ги заштити патниците, Европската унија ги ажурираше и упатствата за правата на патниците и директивата за пакети. Исто така, го олесни и процесот на репатриација на десетици илјади европејци заробени во странство, преку механизмот за цивилна заштита на Европската унија. Мерките на Европската унија за поддршка на туристичката индустрија ги надополнуваат и зајакнуваат мерките преземени на национално ниво. Инаку, туристичкиот сектор на Европската унија сочинува 11% од европскиот брутодомашен производ и обезбедува 12% од вработеноста во ЕУ. 27 милиони е бројот на луѓе кои работат директно или индиректно во туристичкиот сектор на Европската унија. Европскиот парламент бара Европската унија да развие механизам за превенција и управување со цел да ги заштити работниците и компаниите во туристичкиот сектор и да обезбеди безбедност на патниците, се вели во резолуцијата донесена на 17 април од европретениците. Комитетот за транспорт и туризам во парламентот повика на план за итна акција за спасување на туристичкиот сектор. Во 2019 година бруто домашниот производ на Европската унија во тековни цени изнесувал околу 13.900 милиарди евра, покажуваат последно објавените податоци на Евростат. Реално бруто домашниот производ на ЕУ во 2019 година бил 17% поголем отколку една деценија претходно. Сепак поради ограничувањата воведени низ светот во 2020 година, заради спречување на ширењето на COVID-19, бруто домашниот производ на ЕУ моментално бележи остар пат. Инаку во 2019 година скоро 1/4 од бруто домашниот производ на Европската унија или 24,7% е создаден во Германија, потоа 17,4% во Франција и 12,8% во Италија. На другата страна на скалата, 10 држави членки се со придонес помало од 1% во бруто домашниот производ на Европската унија, а со најмало учество од само 0,1% е Малта. Следуваат Естонија, Кипар и Латвија, сите со учество од по 0,2%. Во 2019 година 19 држави членки на ЕУ, кои се дел од еврозоната, имале бруто домашен производ од 11.900 милиарди евра, односно 85,5% од БДП на Европската унија. Во средината на март 2020 година, многу држави, за да го спречат ширењето на пандемијата со COVID-19, ги затворија несуштинските малопродажни субјекти, додека продавниците за прехранбени производи, супермаркетите и аптеките можеа да останат отворени. Сето тоа имаше влијание на обемот на трговија на мало, па така во март 2020 година обемот на трговија на мало во ЕУ бележи пат од 10% споредено со месец февруари, покажуваат податоците на Статистичката агенција на Европската унија. За споредба, обемот на трговија на мало во месец март од 2010 до 2019 година во просек бележи зголемување за 0,3%. Разгледано по производи, во март продажбата на прехранбени производи, вклучително пијалоци и тутун, бележи пораст споредено со истиот месец во претходните 10 години. Најголем пораст е регистриран во Луксембург и тоа 20%, Ирска 14% и Белгија 13%. Продажбата во супермаркетите генерално бележи пораст, па дури и во државите кои се погодени со најголем пат на продажните активности, како Бугарија, Шпанија и Португалија. Интернет продажбата во многу држави членки на ЕУ бележи раст. Од друга страна, купувањето на непрехранбени производи бележи пат во сите држави членки на ЕУ, со најголемо намалување забележано во Луксембург и тоа од 35%, и Франција и Шпанија и двете со пат од 33%. Намалувањето на обемот на трговија е големо и кај текстилните производи, со продажба намалена за половина, но и повеќе од половина кај поголемиот број држави членки на Европската унија. 32% или 1 од 3 жители на Европската унија не бил во можност да ги покрие неочекуваните финансиски трошоци, покажуваат податоците на Евростат за 2019 година. Овие лица не биле во можност да покријат неочекувани финансиски трошоци, како што се трошоци за операција, замена на машина за перење алишта или автомобил. Можноста за покривање на неочекувани финансиски трошоци, особено во време на пандемија со COVID-19, поради намалување или губење на личните приходи, е од особено значај.
Помеѓу државите членки на ЕУ, учеството на лица кои не биле во можност да покријат неочекувани финансиски трошоци е најголемо во Хрватска и тоа 52%, потоа Латвија 50% и Грција и Кипар двете со по 48%. Од друга страна, во Малта учеството е 15%, а во Луксембург, Австрија и Шведска по 20%. Во нашата држава, учеството на лица кои не биле во можност да покријат неочекувани финансиски трошоци во 2018 година изнесувало 54,2%. Патувањето меѓу градови, села и градови или региони во иднина ќе биде многу олеснето и побрзо со помош на една иновација која доаѓа од Минхен, Германија. Имено една иновативна компанија развија авион на електричен погон, со кој се овозможува патување 5 пати побрзо отколку со автомобил. Авионот со едно полнење може да лета на растојание до 300 км, со максимална брзина од 300 км на час. Леталото полетува и слетува вертикално и е планирано всушност да биде воздушно такси, во кое покрај пилотот ќе може да се превезуваат уште 4 патници. Со него може да се слета и во најгусто населените урбани делови. На крилата на авионот се поставени 36 електрични мотори, кои не создаваат бучава, нема вибрации, а панорамскиот поглед дава посебно задоволство при летањето. Преку специјална мобилна апликација ќе биде овозможено да се лоцира најблиското место за слетување и полетување и да се планира патувањето. Концептот на авионот на електричен погон е пријателски кон околината, затоа што влие на намалување на загадувањето и намалување на патниот сообраќај. Комерцијалната употреба на ова воздушно електрично такси е планирано да биде на неколку локации во светот од 2025 година. Следната недела се гледаме со нова тема од процесот на европските интеграции. Притисокот околу рестриктивните мерки ослабува, но тоа не значи дека треба да се опуштите. Останете дома со препораките на надлежните и со програмите на македонската телевизија. Се гледаме.